Почитувани гледачи, продолжува програмата на утринската програма на Слободен печат, а тука со нас со студиото е Марија Митева, портпаролката на ВМРО ДПМН, со која разговараме на тема предизборие и нели нормално до каде се подготовките за претседателските и парламентарните избори. Ненапред, добар ден. Добар ден, благодарам на поканата. Значи и повеќе од јасно зашто ќе правиме мојата, бидејќи за релативно кратко време ќе треба да излезете со вашите кандидати пред гласачите и да започнеме прво со претседателските избори, кои оваа година, мора да признаеме, поради таа механика на изборите се покажуваат како исклучително битни, за разлика од можеби некои претходни искуства. Сметате ли дека вашата кандидатка ќе успее да го победи актуелниот претседател и другите кандидати? Апсолутно да. Верувам дека победата ќе биде со огромна разлика. Верувам дека во Македонија е дојдено време за промени. Верувам дека граѓаните, без разлика колку и да размислуваат во делот на претседателски и парламентарни избори, сум сигурна дека ќе го дадат својот глас, затоа што, како што и на самата конвенција веќе ја промовиравме кандидатката Силјановска-Давкова, ние конечно сметаме дека во Македонија е време за лидерство што носи промени. Така што очекувам дека ќе имаме позитивна кампања која што ќе покажа дека во Македонија после овие 5 години власт, односно претседателство на СДС на чело со Пендаровски, ќе имаме претседател на народот, а не претседател на елитата. Што мислите со позитивна кампања? Нема да има црна кампања, вие нема да вадите, а мислите дека и другата страна нема да ги вади? Не сметаме дека црната кампања носи нешто позитивно, но мора да направиме разлика помеѓу тоа што е црна кампања и што е она што ние го правиме во моментов, а тоа е зборување за реалноста и за тоа со што се соочуваме. Факт е дека Стево Пендаровски изминативе 5 години покажа дека некако имаме претседател само поради фактот што по устав Македонија ја има таа функција, или јас често велам некако протоколарно ја води таа позиција. Многу често настапуваше од позиција на аналитичар наместо од позиција на претседател на држава. Многу често, да не речам секојдневно, ги менуваше сопствените ставови. Можевме да видиме најразлични ставови во делот на неговата кампања, многу поразлични ставови и постапки од кога застана на чело на државата како шеф на Македонија. Така што сметам дека кога ќе ги зборуваме тие работи, не станува збор за црна кампања, туку станува збор за еден начин на комуникација кој што го одбираме како политичка партија, да зборуваме, да ги потсетиме граѓаните што помина изминативе 5 години како претседател во ликот и делото на Стево Пендаровски, но од друга страна зборуваме и за понуда која што значи промени, која што значи лидерство и повторно ќе кажам за претседател на народот кој што ќе има дигнитет, интегритет, кој што ќе биде претседател и на македонците дома и на каде ни светот. Тоа значи дека нормално вие не може да тврдите, тоа е прашање за нејзики, го поставиме прашањето на кандидатката кога ќе дојде за неколку денови во нашето студио, но дали вие сметате доколку не беше Стево Пендаровски претседател, а беше Гордана Силјановска-Давкова претседателка на Македонија, например, немаше да биде, ќе беше одбиен францускиот предлог за името, односно за оној спор со Бугарија, или пак ќе одбиеше да потпише неколку закони кои се чинеа како симптоматични, како например последниот за финансирање на електронските медиуми. Можам со сигурност да кажам дека ќе беше претседател кој што ревносно ќе се бореше за заштита на националните интереси на Македонија. Мислам дека ни недостасува еден лидер кој што ќе покаже малку поинаков пристап во политиката. Ние имавме можност изминативе 4 години да ја видиме професорката Силјановска-Давкова како дел од пратеничката група на ВМРО ДПМН и граѓаните да го видат нејзиниот пристап и внатре во парламентарниот дом, каде што преку нејзините изјави, говори, преку нејзиниот начин на работа, преку она што го даваше, преку анализите кои што ги правеше, покажа како
таа би се однесувала во политиката воопшто како дел од политичкиот свет и не верувам дека ќе имаше моменти каде што едно ќе зборуваше, а постапките и делата ќе говореа нешто сосема трето. Така што сум можеби и повеќе од сигурна дека пристапот во политиката на професорката Силјановска Давкова пред се ќе беше чесен, искрен, ќе беше пристап кој што ќе значеше работа согласно уставот и законите во Република Македонија. Да не забораваме дека станува збор за професор по уставно право, чија што експертиза во тој дел е и дома, но и меѓународно призната и сум сигурна. Педаровски е професор сега. Видете, има помеѓу секоја професија има разлика во начинот и пристапот на кој што вие професионално се градите во текот на животот. Не можам да кажам дека начинот на кој што Стево Пендаровски се презентирал во јавноста како професор со оној начин на кој што професорката Силјановска Давкова го имала, некако би можела да ги изедначам. Тоа е мое лично мислење. Добро. Тоа и на крај граѓаните го кажат на избори. Одиме сега во ние, за мене искрено, морам да кажам, многу поинтересен дел од изборниот процес, тоа се парламентарните избори и нели бројот на пратеници, потоа ја формираат владата и така натака. Според најоптимистичките варијанти, вие сте некаде на 55 пратеника, има и песимистички анкети кои велат дека имате помалку гласови. Неодамна вие ги одбравте и најголемиот дел од носителите на изборните листи. Дали сметате дека тоа ќе биде доволно да освоите победата? Пред се морам да кажам дека за престојните парламентарни избори ВМРО-ДПМН покажува една исклучително голема кохезивност внатре во рамки на политичката партија. Факт е дека ги објавивме и носителите на листите, во следниот период ќе ги објавиме и официјално и кандидатите за пратеници на престојните парламентарни избори. Сум сигурна дека со понудата која што ќе ја дадеме од една страна кадрова, од друга страна ќе биде програмска понуда, затоа што изминатиот период искрено многу темелно работевме и на програмата, која што по изборите ќе треба да прерасне во владина програма, програма која што ја работевме низ реален приказ со афирмативни мерки кои што ќе го подобрат секојдневието на граѓаните и сум повеќе од сигурна дека таа понуда ќе биде победничка понуда. Факт е дека доколку следната недела се одржат изборите, тука некаде е математиката на пратеници кои што ВМРО-ДПМН би ги освоила на овие парламентарни избори, но верувам дека во периодот кој што следи, со понудата која што ќе ја дадеме, со една позитивна кампања, со кампања која што ќе значи надеж, која што ќе значи шанса за подобра иднина, ќе имаме и поголема излезност од она што сега се покажува на јавните мерења. Така што очекувам дека дали излезноста не е виде во прилог, односно ако има мала излезност, тоа вас би ви пречело или би победеле сега? Видете, не би требало да ги гледаме работите на тоа дали лично како нас ВМРО-ДПМН тоа би не пречело. Мислам дека тоа би било на штета на Македонија, затоа што секое негласање, а од друга страна секое гласање за помалите политички партии, ние тоа многу често го зборуваме, е практично глас за СДС и ДУИ. Така што очекуваме дека има мали политички партии чија програма диаметрално се разликува од СДС и од ДУИ. Јас не би кажала дека имаме политички партии со можеби диаметрално различни програми, но имаме политички партии кои што додека од една страна зборуваат против власта, многу повеќе се фокусирани кон намалување на гласачкото тело на ВМРО-ДПМН и самото тоа покажува дека практично тие се политички партии кои што во определен момент работат за потребите на Ковачевски и Ахмети. Сметам дека треба граѓаните да знаат, да имаат една јасна перцепција за тоа дека од една страна ние ги имаме Ковачевски, Ахмети и луѓето кои што 7 години придонесоа Македонија да биде на дното по сите параметри, а од друга страна имаат понудата на ВМРО-ДПМН која што ќе значи подобра иднина, која што ќе значи економски раст, која што ќе значи подобри образовни политики, инфраструктурни, здравствени, социјални и така натаму. Неколку пати имам кажано јавно, не ни барам одговор од вас на ова прашање, но може да се констатира дека ова се првите избори во Македонија во кои едноставно не се чувствува потреба од обединената опозиција, туку повеќе политички партии атакуваат кон тоа што во моментов го држи власта и не чувствуваат потреба дека треба да се заедно. Дали тоа е уште, дали тоа значи дека власта е до толку слаба
што опозицијата не мора да се обедини. Знаете како власта е слаба. Пошто според анкетите вие ќе освоите сериозна победа, но добра бројка на партиници ќе имаат и во левица, ќе има и знам на Максим Димитриевски, па во игра се и албанските партии. Имаме таква некаква ситуација во која нема да биде тоа воопшто некаков бетон. Знаете како власта е на дното, се согласувам со тоа во целост и верувам дека ова ќе биде за нив навистина еден можеби политички шок кој што ќе го доживеат на следните претседателски парламентарни избори, но од друга страна ќе ми дозволите да не се согласам со констатацијата дека не е потребно обединување, затоа што и како политичка партија изминативе би кажала години континуирано зборувавме дека на Македонија е потребно едно обединување на опозициониот блок, се со цел да се намали начинот на кој што се делува и работи во политиката, затоа што ќе се согласите со мене дека во изминативе години политиката стана сцена на уцени, договарање и преговарања само за лични цели. Ние не видовме изминатиот период дека станува збор за договарање врз основа на програмска определба. Не видовме дека станува збор за економска платформа која што тие политички партии можеби се нашле на иста бранова должина. Така што целиот овој пристап досега, доколку се случеше она опозиционо обединување, кое што ќе значеше силен опозицијски блок кој што ќе биде наспроти ова клика на власт која што ја донесе Македонија на дното, мислам дека тогаш и воопштеството ќе ги намалевме оние поделби за кои што зборуваме, но сепак ќе кажам дека ова е една парламентарна демократија, секој има право на собствено делување, но се надевам дека делувањето кое што го презентираат како честно ќе продолжат и во иднина да го прават пред сопствените гласачи, пред оние кои што ќе им ја дадат довербата. Ние како ВМРО ДПМН сме фокусирани во моментов како да дадеме најдобра понуда. Не сметаме дека е потребно да размислуваме за оние подолби кои што власта сака да ги направи и кои што се обидува преку сите механизми кои што ги има да го намали сопствениот пораз. Веруваме во она што ќе го понудиме, веруваме дека конечно во Македонија ќе зборуваме за еден поинаков пристап во политиката. Јас некако стравувате, не сте единствената која видите власт има механизми за да го намали својот пораз. Што значи тоа? Што би можела власта да направи? Не стравуваме, далеку од тоа дека стравуваме, туку само го зборуваме гласно за да им биде јасно на граѓаните дека оваа власт која што е во заминување е навистина спремна можеби на сите механизми. Па и веќе ве потсетам само на оние законски именувања кои што ги имаше министерот Панче Тошковски за оние 15 кои што по закон му следуваат, само за едно кое што стануваше збор во Тетово не му беше дозволено или поминато на влада. Гледате дека станува збор за повторно нови поништени одлуки за именување кои што по закон му следуваат. Ако погледнеме што се случува во Министерството за труд и социјална политика, ние го имаме Центарот за социјални работи во Кочани кој што практично нема лице веде директор само заради тоа што не е дозволено од страна на владата, односно одлуката му е поништена, иако на побарано мислење од Државната изборна комисија е констатирано дека не станува збор за прекршување на изборниот законник. Така што тие се некои механизми кои што тие ќе ги користат во следниот период, надевајќи се дека така ќе успеат да го намалат поразот, но повторно ќе ви кажам, навистина сме обединети, многу повеќе размислуваме како да пристапиме. Би сакала да отворам една тема која што навистина мене лично ме загрижува, а тоа е во однос на економската состојба во која што се наоѓа Македонија. Ние вчера излеговме со официјални податоци дека веќе и јавниот долг на државата поминува онаа психолошка граница од 60% и станува збор за 62% задолжување кое што го имаме во моментот. За гледачите да им кажам, значи во тие макроекономски стручњаци секојат велат доколку е под 60% од бруто националниот доход, тогаш е тоа долг кој може да се менаџира, но ако отиде над 60% брзо, кратко е времето до 100%. Точно така. И сега од една страна постојано велеа дека ќе имаме некој раст од годишен раст од 2,9%, не имаме статистика која што вели дека растот е само од 1%. Да не зборуваме доколку направиме споредба со регионот, изминативе
7 години земјите од регионот имаат 50% раст на бруто домашниот производ, Македонија за истиот тој период на истата, да речеме, географска положба. Тука сме сите земјите од Западен Балкан, кои што сите се соочивме и со корона кризата, Балкан некаков и нешто. со, би кажала, еве таа енергетска криза, дури со оние глобални текови кои што се случуваат, некако ние имаме само 9% раст и можеме тука директно да видиме дека власта навистина не направи ништо во делот на економијата. И уште еден податок кој што е фрапантен и практично спротивен на закон е буџетскиот дефицит, кој што мора да биде во рамките на 3%, веќе оваа година надминува 4%. Така што сметам дека како политичари можеби е време да се посветиме на едни вакви политики, на едни вакви мерки, на еден ваков начин на размислување, како овие состојби да ги подобриме, како да направиме Македонија да биде подобро место за живење, затоа што од власта на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ искрено она што можевме да го видиме во овие 7 години беше само криминал и корупција. Каде сакате да се свртиме и да погледнеме, дали станува збор за делот на образованието, каде што трета година поред ние имаме ученици кои што не ги добија учебниците. Ако сакате да погледнеме во здравството, наместо да добиеме согласно нивното ветување бесплатно здравствено лекување, ние имаме случај во ЕУ која ќе влезе. Онкологија. Доколку погледнеме во делот на инфраструктурата, ќе видиме дека 2 километри автопат не успеа да ги изградат. Имаме нови задолжувања. Сметаме дека ова се работите кои што се важни и ова се работите за кои што ние треба да зборуваме. Имам уште едно прашање поврзано со парламентарните избори. Зошто се уште немате носител во петата изборна единица? Не станува збор за никаква калкулација, ниту за нешто кое што не можеме да се одлучиме. ВМРО-ДПМН работи врз еден определен принцип на позиционирање на лицата, така што сметам дека и во следниот период, по завршување на сите јавни мерења кои што ги правиме и надворешни и внатрешни во рамки на партијата, ќе го обзнаниме и носителот на изборната единица. Чекате резултати на анкети некакви, претпоставувам? Кои што ќе придонесат во носење на одлуката која што е најдобра за граѓаните. Добро, и мисле дека вашите носители ќе бидат победници во сите изборни единици? Апсолутно сум сигурна. Станува збор за лица кои што покрај тоа што се долго време во политиката, покрај тоа што го имаат политичкото искуство, некако низ годините покажале дека со нивниот пристап на работа, со нивниот начин на функционирање и комуникација со граѓаните, нивната отвореност, нивната функционалност во рамки на она што се вели демократија е навистина на високо ниво. Буквално сум сигурна дека и потпредседател Мисајловски во двојка, Драган Ковачки во тројка, Александар Николовски во четворка, Дафина во шеска, па и председателот Мицковски во изборна единица 1 ќе имаат убедлива победа на парламентарните избори. Сега, бидете ќе победите на изборите, да бидам реален, и анкетите тоа го ужуваат. Но нема да имате 61 пратеник. Ни по најоптимистичната анкета. Јас не би била толку сигурна. Како политичка партија, секогаш размислуваме како да стигнеме до она што е најдобро. Тоа е вашата работа. Цениме дека со 61 пратеник Македонија ќе има порелаксирана политичка атмосфера. Ќе се навратам на почетокот и ќе кажам дека со еден таков пристап ќе ја напуштиме политиката на уцени, политиката на преговарање кои што се надвор од она што нас како политичари треба да ни биде работа, а тоа е да работиме исклучиво и само во интересот на народот. Поред. Но доколку не добиете, тоа сценарио да го земеме предвид, ќе треба вие потоа да правите некакви коалиции. За кого ќе правите коалиција? Многу пати сме Велите кажале. не го сакате ДУИ. Многу пати сме кажале отворено дека е време Демократската унија за интеграција да замине во опозиција. И немаме дилема по однос на тој наш став. Сме биле можеби првата политичка партија која што јавно преку пресконференции, преку изјави сме ги обзнанувале сите криминали, без разлика дали станува збор за ДУИ, дали станува збор за Социјалдемократскиот сојуз или било кој друг кој што бил во моментот дел од владеачкото мнозинство. И сметаме дека и за нив како политичка партија здраво после 20 години да заменат во опозиција, да ги согледаат грешките, а ги имаат премногу.
И да, ставот на ВМРО-ДПМН е дека според нас би било добро опозицијата, албанската опозиција да биде дел од коалицијата на ВМРО-ДПМН, но се разбира сме потенцирале дека сепак тоа е одлука на граѓаните и дека сепак тоа значи за кого граѓаните ќе го дадат гласот, дека тој во нивниот, би кажала, блок ќе биде победник. Јас не би сакала да делам на блокови македонски и албански, не е тоа мој начин на функционирање во политиката, но сепак оние кои што ќе ги освоат гласовите и оние кои што Ако победи Дуи, тогаш би било како природно да бидат ваши коалициони. Па, ако се навратиме наназад, ќе видиме дека вас не ве одбраа не едни. Ако се навратиме наназад, ќе видиме дека правилото победник со победник е одамна напуштено, така што не би сметала дека би имало било каков проблем и сега доколку се победници, а се направи коалиција со други политички партии, дека би било новитет или погрешно. Но она што сметам дека треба да стане тема е како да најдеме ние коалиционен партнер кој што ќе биде базиран врз основа на програмска определба. Затоа што врз таков принцип на функционирање многу полесно се функционира и во рамки на владата, многу полесно функционира собранието, многу полесно функционираат институциите, а од тоа бенефит ќе имаат граѓаните. Време е во Македонија да дојдат промени во целокупниот систем на функционирање на политичката сцена и ВМРО-ДПМН ќе се залага за тоа. Сега хипотетички ќе победите, ќе направите коалиција и ќе дојдете во една позиција нели да се справите да се справувате со едни проблеми кои не се така мали. Значи го имаме еден ќорсо какво европските интеграции, имаме една галопирачка енергетска криза, имаме лоши економски параметри. Како мислите вие сето тоа да се справите? Што тоа поинаку ќе го направите, а да не биде како оваа власт? Па, прво што треба да се направи е да се напушти принципот на криминал и корупција на власта. И сметам дека борбата со криминалот и корупцијата и растаретување на општеството од тој сегмент, затоа што и прва би кажала работа која што на анкетите се појавува како проблем кој што граѓаните го воочуваат во Македонија. Понатаму спомнавте неколку лоши параметри со кои што се соочуваме во делот на економијата, ќе имаме поразличен пристап, ќе имаме пристап каде што на вистина ќе работиме во согласност со она што се финансиски импликации, во рамки на тоа како да пораснат капиталните инвестиции, во рамки како да обезбедиме бизнисот да има една стабилна клима, предвидлива клима, која што нема да се менува од месец во месец, туку ќе има една стабилност, затоа што тоа е она што тие го бараат. Во делот на евроинтегративниот пат ќе морам да потенцирам дека дефинитивно ќе се напушти онаа поданичка политика или онаа политика на свитка на кичма, која што изминативе 7 години од страна на власта Нема да ги внесете бугарите во истото. Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ беше примената, доколку станува збор за уставни измени кои што се на принцип на бугарски диктат, кои што задираат во македонскиот национален интегритет и идентитет. Доколку станува збор за пристап кој што Македонија повторно ќе треба да губи и да прави отстапки, без од другата страна да имаме ние конечно одговор на прашањето што со Македонија и дали вистински Европската унија посакува Македонија на масата како дел од тоа семејство, се дотогаш ВМРО-ДПМН нема да прифати уставни измени. Ќе видите сега во изминатиот период се провеува една теза која што ја пласира власта, ВМРО ќе го смени уставот само да ја превземе власта и можете веднаш да направите една паралела на нивните изјави кои што во моментот беа како дел од тој француски предлог, така наречен француски предлог, кога велеа има пратеници од страна на ВМРО-ДПМН кои што ќе гласаат, ќе направиме ние систем, има начини како да ги обезбедиме. Видовме дека таа лага буквално им пропадна во вода, така што и оваа лага која што ќе ја пласираат сега во предизборието и каде што од една страна ќе велат дека се европјани, а од друга страна ќе продолжуваат до последен момент на власт да бидат дел од криминал и корупција, ќе можат граѓаните многу скоро од денес, тоа е 24 април и 8 мај, да го дадат гласот за ВМРО-ДПМН, за конечно да се променат овие состојби кои што ги има.
Марија Митева, јас ви благодарам на вашето гостување. Ви благодарам на поканата. Слободен печат. Се надевам дека по изборите ќе бидете исто така војни да дојдете тука и да разговараме. Во секое време. Во секое време. Благодарам. Почитувани гледачи, вие останете со Слободен печат.